Приказни за Зоки и Поки. Како брои Зоки и Поки? Почна Зоки да учи да брои. Му покажаа кои се бројките до 10, тој ги повторуваше цел ден и сите помислија дека ги научил. Вечерта дојдоа гости и му донесоа на Зоки кесе карамели. А, рече бабата, не знаете вие, Зоки умее да брои до 10. Да видиме, извикаа гостите. Ако умее тогаш, нека ги изброи карамелите што ми ги донесовме. О, тоа е најлесно, рече Зоки. Веднаш. Тој ги растури карамелите пред себе и почна. Една карамела, вели Зоки, и одделува настрана една карамела. Две карамели, три карамели. Браво, браво, велат гостите. Три карамели, повторува Зоки и та што стана? Тој застанува и не може да продолжи понатаму. Мајка му помога. Четири, се среќава храбро Зоки и бликнува во радост. 4, знаев јас, 4. Ајде понатаму, насрчуваат гостите. Зоки пак застанува. Пе, одново го храбри мајка му, а тој зинел во неа за да ги погоди мислите. Пе, се прашува, но одеднаш се сеќава. Пет. Понатаму, викаат нестрпливо гостите. Но Зоки Поки ја врти карамелата во рацете, се вртка, гледа во мајка си, па сепак не може да си спомни која бројка доаѓаше по 5. И неочекувано за сите, тој си ја става карамелата во уста. Оваа не е за броење, вели. Не чини. И оваа не чини, вели Зоки и за следната карамела. Их, какви карамели сте ми донеле? Гостите го гледаат и се подсмевнуваат. Зарем и другите карамели не се за броење и не чинат? Го прашува еден чичко. Чекајте првин да ги пробам. Не се збунува Зоки. А потоа ќе ви кажам дали се за броење. И една по една Зоки си ги става карамелите во уста. Најпосле тој зачуден извика. О, па веќе нема карамели за броење.